Добро вечер, јас сум Катерина Нацева, а вие го следите Централниот дневник на К1 телевизија. Во продолжение на станите на денот. Груевски, ВМРО, ДПМН и Македонија се посилни и пообединети. Од политичката криза земјава ќе испадне како победник. Општина Велес ги продава старите училишни згради во Долно и Горно Оризари. Преку проектот Купи куќа за млади до сопствен дом. На 24 април доаѓа казната и одмаздата на народот. Ова е ден кога народот на сите ќе им покаже кој е кој во оваа држава, односно чија е оваа држава, рече председателот Никола Груевски во своето обраќање на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. За Груевски јасно е зошто СДСМ бега од избори, соочуваат. Односно, тие знаат дека на 24 април граѓаните ќе им ја испорачаат казната. 2014 година беше година во која некој користејќи го СДСМ се обиде на највелка начин да го сруши ВМРО ДПМН, но и да ја дестабилизира државата. Во ова не се успеа, затоа што штенеш се покажа дека народот е тој што одлучува што и како ќе се случува, рече Никола Груевски во своето обраќање на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Колку и во почетокот накратко да ги збунија, изненадија, некому му создадоа магва пред очите. Народот побрзо од сите очекувања ја свати добро и долго подготвуваната валкана игра и ја отфарли. Народот на Македонија уште еднаш покажа дека има капацитет за државност. Од оваа политичка криза Македонија ќе испадне како победник, рече председателот Груевски во своето обраќање, нагласувајќи дека денес ВМРО ДПМН и Македонија се посилни и пообединети отколку кога и да било досега. Предвремените избори во април се значајни, бидејќи граѓаните со својот глас ќе покажат кој е кој во оваа држава. Од овие избори Груевски вели дека ќе се испратат и неколку важни пораки. Прво, дека ова е негова и само негова земја. И само тој народ одлучува за незината иднина и за незините водачи. И никој друг не може насила или со валкана игра да му го одземе тоа суверено право. Овој народ е господар на оваа територија. Ова ќе биде порака кон внатре и кон надвор од земјата. Второ, ќе испрати порака до сите сегашни и идни политичари дека со валкана игра и со манипулации не се освојува довербата на народот и не се доаѓа на власт на таков начин. Довербата се освојува со работа и со резултати, со искрен пристап и почит кон сопствената земја и луѓето во неа. Со реформи, со дела, со проекти, со решавање на проблемите на луѓето, со држење до дадениот збор, со инвестиции и отворање на нови работни места, со подршка на земјоделецот, на пензионерот, студентот, младиот, невработениот, подршка и на бизнисот, и на средната класа, и на посиромашните. За Груевски јасно е зошто СДСМ бега од изборно соочување. Тој вели, тие знаат дека на 24 април граѓаните ќе им испорачаат казната. Посветени на народот и убедливата 10-та победа на ВМРО ДПМН и коалицијата, Никола Груевски потенцира дека секогаш ќе биде меѓу народот, особено сега во периодот кога е ослободен од многуте административни и формални обврски како премиер. Во своето обраќање на годинашната конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, председателот на партијата Никола Груевски се осврни на критиките кои тој ги добива од опозицијата во однос на неговото појавување на разни јавни настани. Јас ја предводев кампањата
и ја побарав довербата од народот за мене и мојот тим, за ВМРО ДПМН и за нашата програма, за нашите идеи и идеали. Народот во секоја демократска држава, кога излегува на избори, не дава подршка на министер, ни на премиер, ни на директор. Дава подршка на политичка партија, на нејзината програма, нејзиниот лидер и неговиот тим, кому врз основа на минатиот труд му верува во ветувањата. Таа подршка од народот на минатите избори ја доби ВМРО ДПМН и коалицијата, начело со мене како председател на ВМРО ДПМН, и јас имам одговорност кон тој народ и конветеното кон него. Председателот на партијата додава дека во наредниот период ќе биде присутен низ сите општини и села на средби со народот со цел да ја формираат најсеопфатната изборна програма за Македонија. Ке ме гледате наскоро на многу средби со народот, низ различни градови и села. Ке ме гледате со мојот тим и моите сопартици, како ги исполнуваме партиските и изборно дадените ветувања, но и како со народот ја договараме досега најдобрата и најсеофатната новата изборна програма на Македонија. Груевски најави дека наскоро ќе се појави и во Струмица, кога американскиот гигант Johnson Controls ќе го потпише договорот за нови 1500 работни места. Тој додаде дека ќе биде присутен и кога Технохози и Ванхул ќе го означат почетокот на вторите производствени погони. Ке ме гледате и слушате наскоро при објава на две нови германски инвеститори. Едната во еден помал град во југозападниот дел на Македонија, каде ќе се вработат само за почеток 150 невработени лица, другата во делот на машинската индустрија со најмалку 60 невработени, главно инженери. Ке чуете од мене и за резултатот од мојот и на мојот тим од ВМРО ДПМН, напор за донесување на нова компанија за производство на софтвер, која ќе ангажира најмалку 200 луѓе. Во периодот кога е ослободен од многу административни и формални обврски како премиер, потенцира Груевски, тој и партијата ќе бидат посветени на народот и обедливата 10-та поред победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Тврдењата дека оваа влада нуди огромни бенефиции за странските инвеститори се неточни, вели поранешниот министер за економија Стефчо Јакимовски. Истите бенефиции се нуделе и во времето на СДСМ, потенцира тој. Се помалата промоција за можност за влез на странски инвеститор во Македонија е причината што тие ја заобиколуваат, вели Јакимовски. Информациите кои во јавноста ги пласира СДСМ дека оваа влада на странските инвеститори им нуди огромни бенефиции се неточни, тврди поранешниот министер за економија Стефчо Јакимовски. Тој во емисијата Отворено за говори дека овие бенефиции се нуделе и во времето кога премиер на владата бил Бранко Црвенковски. Немањето на промоција за можност за влез на странски инвеститор е причина, вели Јакимовски, што тие ја заобиколуваа Македонија. Да се дава земја под 1 евро. Сите тие бенефиции се уште од времето кога сум бил јас министер за економија, тие не се од вчера измислени. Значи тие се и во времето кога владата била со Социјалдемократскиот сојуз, и сите тие бенефиции се давани во согласност и по сугестии на ММФ, на Светска банка за привлекување на странски инвестиции и така натаму. И јас апсолутно го поздравам тоа што се отвараат нови работни места. Сега има дискусија околу платите, се високи, не се високи или какви се, меѓутоа има и странски компании кои што дават солидни плати. Јакимовски вели дека нашите соседи на можните странски инвеститори им нудат многу повеќе, но вербата која владата предводена од Груевски ја стекнува кај инвеститорите е пресудна. Нивната одлука за нови вложувања да биде Македонија. Тие од надвор имаат доверба во системот прво што е воспоставен, во правниот поредок што е воспоставен, полициската заштита, во економските услови што се нудат, во водството што ја води земјата, дали има доверба за да дојде во една земја. И ние
рака на срце, треба да си признаеме дека ова влада стори се што може да привлече што е можно повеќе странски инвеститори. Јакимовски вели дека во Македонија мора да јакне индустријската култура, остварениот профит на странските инвеститори да биде мамка за нови инвестиции. И во Република Македонија можеме само да го зголеме нивото на вработеноста, да се зголеми бруто општествениот производ, да го дигнеме стандардот, ако што е можно повеќе странски компании и нормално домашни компании отвараат нови работни места и се запослуваат што е можно повеќе луѓе. Зголемувањето на инвестициите однадвор според Јакимовски не само што придонесува за намалување на бројот на невработени, менување на имиџот на Македонија во земја поволна за инвестирање, туку и помога и на македонската влада во процесот на порамнување на платно-билансниот дефицит. Старите училишни згради во Долно и Горно Оризари, во кои веќе подолг период не се одржува училишна настава, се веќе ставени на продажба. Општината дошла до ваквата одлука поради лошата состојба во која се наоѓаат. Општина Велес ги продава старите училишни згради во Долно и Горно Оризари. Зградата на училиштето во Долно Оризари има вкупна површина од скоро 900 метри квадратни, а нејзината почетна цена изнесува 78.000 евра. Додека старото училиште во селото Горно Оризари има површина од 250 метри квадратни, со почетна цена од 18.000 евра. Оваа одлука на општината доаѓа поради тоа што во овие две згради веќе подолго време не се одржува настава, а воедно и двете згради се во лоша состојба, па и не може да се реконструираат. Увидот на самиот објект налага да објектот биде срушен. Значи неговата реконструкција исто како со зградата на театарот е невозможна или возможна во случај се потрошат превише пари за да може да се донесе во една ситуација да може да биде максимално користен. Во овие два објекта се одвиваше наставата за учениците од Оризари. Во зградата во селото настава посетуваа до 4-то, додека во објектот кај затворот до 8-мо оделение. Со изградбата на новата училишна зграда и двата објекта останаа празни. Младите веќе ги прават пресметките која од можностите повеќе им одговара за стекнување на сопствен дом преку проектот Купи куќа за млади. Прашањата поврзани за овој проект често поставувани и на трибините кои ги организираат Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, но и до локалната самоуправа. Голем интерес ке младите за проектот Купи куќа за млади до 35 години. Се бара информација повеќе и на трибините кои што ги организира Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. За многумина, ова е шанса да се дојде до сопствен дом. Математиките веќе се прават. Дали повеќе одговара варијантата да се гради ново живеалиште или пак да се реновира веќе постоечкото. А доколку куќата, ако сакате да ја надоградите, исто така постои услов за надоградба на самата куќа, треба имотот да биде на ваше име и да поднесете барање околу надградба на самата куќа. ВМРО ДПМН и владата во првите 8 години ќе финансираат 80% од кредитот кој што ќе одлучи да го земе младиот човек, додека пак во 9-та, 10-та и 11-та година човек, односно младиот човек ќе треба да плати 50% од кредитот, владата ќе му го покрива другата половина од кредитот. Што значи тоа? Ако се земе кредити, ќе треба да се исплаќаат месечни рати од 200 евра. Во првите 8 години младиот човек ќе плаќа само 40 евра, владата ќе покрива 160 евра, додека пак во 9-та, 10-та и 11-та година младиот човек ќе плаќа 100 евра и владата ќе ги покрива другите 100 евра, со што значително ќе им се помогне на младите луѓе да дојдат до свое собствено домување. Иако проектот во јавноста е промовиран пред 1 месец, младите информации повеќе бараат и од локалната самоуправа. Ние сме подготвени да дадеме на просторија од општина Велес и луѓе да пратиме на едукација кои што ќе даваат информации до заинтересираните наши сограѓани и пошироко и у регионот, за да можат да не мораат до Скопје да се информираат на лице место, бидејќи тие луѓе би отишле на едукација во Скопје, за да можат своите презентации пред заинтересираните странки да бидат максимално јасни, максимално транспарентни. За поедноставна реализација на овој проект активно е вклучено и Министерството за транспорт и врски.
тука ќе се изработуваат плановите за локациите на кои младите ќе ги градат своите живеалишта. Младите велешани ги споделија своите идеи на средбата која Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ја организираше во Велес. Водејќи се од праксата, секоја предизборна програма да биде креирана од идеите на граѓаните, тие и овој пат преку отворените денови и трибините ги слушаат нивните идеи, со што вметнувањето на истите во програмата ќе биде за подобрување на нивниот живот. Унијата на млади сили при ВМРО ДПМН во големата сала на општина Велес одржа трибина со наслов Македонија за младите, младите за Македонија. Целта на овие средби е да се чујат идеите и размислувањата на младите лица како потенцијални идеи и проекти кои би биле дел од најголемата програма на партија која се подготвува. Па како партија претходно за секоја изборна кампања, за секоја изборна програма се одржуваат вакви трибини, се одржуваат денови на идеи кај што сите граѓани можат да ги дадат своите идеи. Водејќи се од тој принцип, водејќи се од таа пракса, битно беше за нас како млади луѓе да одржуваме и стрикно вакви трибини, денови на идеи кај што ќе се соберат идеи стрикно од младите луѓе, да ги слушнеме нивните потреби, нивните реални потреби од секојдневието и нормално, нели, со вметнување во програмата на тие идеи да се подобри нивниот живот. На трибината беа презентирани и проектите кои председателот на партијата Никола Груевски од неодамна ги најави за младите велешани. Меѓу нив е и бесплатниот железнички сообраќај кој сега ќе го користат и секој прв викенд во месецот, изградбата на фитнес зона, но и читална со капацитет за 100 до 150 лица во Велес. Младите луѓе значи најголем партнер имаат во ВМРО ДПМН, тоа не е сега, тоа е во изминатите 9 години. Пред се акцентот е ставен на младите, бидејќи во младите е иднината, но да не заборавиме дека младите се и сегашноста. Младите треба да се образуваат најпред квалитетно, подоцна да им се обезбеди, се разбира, работно место на сите млади и пред се да се создадат инфраструктурни услови за младите луѓе да одлучат својата иднина да градат во Република Македонија. Според Неловски, проектите на ВМРО ДПМН се ефикасни токму поради фактот што произлегуваат од идеите на самите граѓани и врз основа на нивните потреби. Средношколската среда која што веќе можат да користат сите средношколци е дадена од млад средношколец на првиот ден од собирањето на идеи, беше дадена идејата до министерот Зоран Ставревски и веќе се реализира. Пиралните и сушалните кои што се најавени пред неполни 3 дена беа дадени како предлог на првата трибина во Битола, еден млад студент кој што го поминал своето студирање во Скопје, кој што се соочил со тој проблем, така да очекуваме како и досега дел од проектите кои што ќе бидат кажани на овие трибини да се најдат во нашата програма. Караванот трибини во следниот период ќе продолжи и во останатите општини во Република Македонија. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски денеска во Крива Паланка се одржа 16-тата годишна конференција на Унија на жени на ВМРО ДПМН. ЕУ планира за цементирање на грчко-македонската граница. Ова се вести од Македонија. Заменик председателот на владата заложен за економски прашања синоќа ја посети општина Крива Паланка како дел од трибината од проектот на Македонија треба твојата иднина. Во своето обраќање Пешевски изјави дека сите идеи се разгледуваат детално и експертските тимови ги преточуваат во проекти преку кои ќе се реализира програмата на владата на Република Македонија, а речиси 90% од најквалитетните проекти кои се спроведени дека се базираат токму на идеите од граѓаните. Во своето обраќање Пешевски се осврна и на политичката ситуација во Македонија. Кој има СДСМ кој што изминатиот период не предложи ниту еден конструктивен проект. Тие имаа своји проекти. Има проект за објавување на бомби, има проект за фалсификување на лични карти, има проект за креирање на фабрика за скандали, за афери. Во истиот тој период видовме што проекти предлагаше ВМРО ДПМН. Значи продолживме интензивно на привлекување на странски инвестиции, на подобрување на условите за домашните инвеститори. Го почнавме проектот Македонија вработува, 11.500 луѓе се вработени со тој проект. Почнавме проекти
за решавање на стамбените прашања на младите. Почнавме многу други активности за подобрување на животниот стандард на младите, подобрување во образованието и сето она што се беше дел од претходната програма. Во своето обраќање Пешевски вели дека за разлика од ВМРО ДПМН, СДСМ не реализирал ниту еден конкретен проект за подобрување на животот на граѓаните. Додава дека двете најважни институции за организирање на изборите се во рацете на СДСМ, а во меѓувреме тие спроведуваат проекти за набавка на возила, набавка на мебел, како и партиски кадровски решенија и унапредување. Жената беше, и ќе биде столб на нашето општество, рече Даниела Рангелова, председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, нагласувајќи дека тие се еден од поважните столбови во партијата. Изминативе години Унијата на жени на ВМРО ДПМН бележеше континуиран растеж. Реализираните проекти се потврда дека жената активно е вклучена во политиката и дава свој допринос во решавањето на општествените проблеми. Се заложиме за социјалната солидарност и грижа за сите кои имаат потреба, без оглед на возраста, полот или било која друга разлика. Наш стратешки национален интерес и во иднина ќе биде отварањето на нови работни места. Досега, заедно со владата предводена од ВМРО ДПМН, преземавме темелни активности во областа на здравството, заштитата на мајчинството и на децата, развојот на инфраструктурата и услугите за семејствата, постигнување на високо ниво на социјална сигурност, квалитет и начин на живот и на младите брачни двојки и семејства. Ширите нашата идеја и мисла дека друга држава немаме, дека ние одлучуваме во каква држава сакаме да живееме. Ова го порача председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Даниела Рангелова на денешната 16-та поред годишна конференција. Европската Унија планира да ја зацементира границата меѓу Грција и Македонија за да го запре на тамошниот проток на бегалците преку Балканската траса кон западноевропските земји, пишува лондонски Financial Times. Според овие сознанија, не се исклучува можноста грчко-македонската граница и да се огради со поставување жица. Пред 2 дена, потребата од блокирање на јужно-македонската граница ја истакне и унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој за време на посетата на Љубљана изјави дека ЕУ ќе мора да ги зацементира границите на Македонија и Бугарија со Грција за да се смири напливот на бегалци во Европската Унија. Ваквиот план го поддржуваат не само Брисел и Унгарија, која прва се изјасни за еден ваков потек, туку и другите земји на Балканската траса, особено откако неколку земји членки на Шенген зоната времено ја суспендираат спогодбата и воведуваат погранична контрола, а други ги цементираат границите кон соседите. Се повеќе економски мигранти од Сирија и другите земји во регионот продолжуваат да се префрлаат на островите во Грција покрај турскиот брег, без некоја посебна ангажираност на властите во Турција да се запре напливот на луѓе кон Европа. – 90 сантиметри снежната покривка направи проблеми во САД. Цивили настрадале во напади во Сирија, вести од светот. Снежната бура на источниот дел на Соединетите Американски држави формира снежна покривка од 90 сантиметри. Најмалку 17 лица загинаа во невремето, од кои повеќето во сообраќајни незгоди, пренесуваат американските медиуми. Тие известуваат дека тројца њујорчани ги загубиле своите животи додека чистеле снег. Жртви има во повеќето држави на источниот брег. Поради силните снежни врнежи било забрането движењето на автомобили во Њујорк, каде што исто така беа затворени аеродромите, мостовите, тунелите, железничките линии и дел од метрото. Десетици илјади домаќинства останаа без струја во сојузната Њу Џерси, додека во Кентаки десетици возачи се засолнети во Црвениот крст, откако биле блокирани на автопат. Во главниот град и денеска нема да работат двата аеродроми. Поради снежната бура, американскиот подпредседател Џо Бајден и министерот за одбрана Ештон Картер не можеле да се вратат во Вашингтон од патувањата во странство и авионите им биле пренасочени кон Флорида.
Во Полска во последните 24 часа од смрзнување починаа уште 7 лица, најмногу на југот на земјата, јавуваат полските медиуми. Билансот на починати од студ во Полска од почетокот на јануари изнесува 75 лица, а од почетокот на ноември, кога полските власти почнаа да ја бележат трагичната зимска статистика, студот него преживеале 90 лица, соопшти Центарот за безбедност при полската влада. Црниот рекорд оваа зима и натаму го држи 3 јануари, кога само за еден ден беа пронајдени 12 безживотни смрзнати тела. Полските државни служби упатуваат апел до граѓаните да се повика полицијата или специјалните патроли за сите забележени бездомници и на луѓе на кои им се заканува смрзнување. Центарот за безбедност соопшти дека само вчера полицијата успеала да спаси десетици луѓе на кои им се заканувало смрзнување, токму благодарејќи на повиците на случајните минувачи. Најмалку 47 цивили, вклучувајќи деца, загинаа вчера при воздушните напади извршени во зони кои се под контрола на Исламска држава во источна Сирија. Според протоците на Сириската обсерваторија за човековите права со седиште во Лондон, борбени авиони, најверојатно руски, го бомбардирале населеното место Кшам во источниот дел на провинцијата Дејер Ал-Зур. Според шефот на центарот Раби Абдел Рахман, 91 е вкупниот број на цивилните жртви убиени од петок до денеска во покраината. Македонските ракометари веќе подготвени за утрешниот надпревар. Фени Индустри без поголеми проблеми ја совлада Струмица на домашен терен. Ѓорчевска со триумф во Анталија. Србија ја одбрани титулата во ватерполо. Ова се вестите од спортот. Позитивна атмосфера владее во македонскиот состав во очекување на утрешниот дуел со Норвешка. Овој надпревар е исклучително важен за пласманот на Македонија во квалификациите за Олимписките игри во Рио. За разлика од норвежаните кои имаа исцрпувачки меч против домаќинот Полска, македонската репрезентација имаше 3-дневна пауза. Доволно ракометарите добро да се одморат и физички и психички да се подготват за последните два надпревари на шампионатот. Утре против Норвешка и на 27 јануари против Белорусија. Оваа пауза може да значи и мала предност за нашиот состав за утрешниот меч. Во првите два меча од 14-тото коло на првата кошаркарска лига, Фени Индустри без поголеми проблеми ја совлада Струмица на домашен терен со 84-66, додека Куманово изненадувачки славеше на гости Кеј Кожов со резултат 80-73. Во кавадарци на ефикасен беше Карло Враговик со 20 поени и 8 асистенции, додека Кирил Николовски уфрли 15 поени и 9 скока. Кумановци беа предводени од Ракочевик со 22 поени и 10 скока и Бојан Трајковски со 20 поени и 14 скока. Со 9 победи и 4 порази, Куманово сега е второпласиран, додека Фени е на четвртата позиција со 8 победи и 6 порази. Во вторник играат работнички Карпош Соколи, додека во среда ќе се сретнат МЗ Скопје и Бест. Најдобрата македонска тенисерка Алина Ѓорчевска на фјучерсот во Анталија, Турција, ја освои шестата титула во незината кариера во поединечна конкуренција. Ѓорчевска, која беше прва носителка на овој турнир, во завршниот меч беше подобро од Екатерина Горгодзе со 2-1 во сетови. Првиот сет и припадна на тенисерката од Грузија со убедливи 6-1, пошто нашата Алина се разбуди во наредните два потполно доминираше со 6-3 и 6-2 и запиша триумф. Македонката во Анталија ќе може да дојде и до втора титула, ако заедно со незината партнерка Јоана Лоредана Роска во финалето во двојки ги победат Штефи Дистелманс од Белгија и Киара Грим од Швајцарија.
Од синокешните 8 надпревари во НБА лигата, најинтересно кај Сакраменто, тимот кој ја порази Индијана со 108-97, Демаркус Казинс постигна 48 поени, со што го собори својот личен рекорд по број на поени, додека кај Индијана најефикасен беше Пол Џорџ со 34 поени. Кливленд, предводен од Тајрон Лу, беше поразен во дербито со Чикаго со резултат 96-83. Најефикасни во тимот на Булси беа Гасол и Батлер со 25, односно 20 поени. За домашната екипа Леброн Джеймс уфрли 25 поени, додека Смит 18. Од останатите надпревари, Портланд со 121-103 стигна до победа над Лос Анџелес Лейкерс, додека Шарлот со 97-84 славеше над Њу Јорк. Победи забележаа и Њу Орлеанс, Минесота, Денвер и Феникс. На домашен терен, репрезентацијата на Србија ја одбрани европската ватерполо титула. Србите победија во соседското дерби против Црна Гора со конечни 10-8. Финалето на европското првенство во Белградската арена беше следено од најмалку 15.000 гледачи. Црногорците на полувреме водеа со 4-3, но српските ватерполисти не се откажаа од намерата да триумфираат. Во последната четвртина, тие успеа да ја заверат победата за оправдување на фаворитскиот статус на овој шампионат. Прлаиновик и Алексик со по 2 гола беа најефикасни кај српската репрезентација, додека на спротивната страна исти ефект имаа Бргулјан, Радовик и Јановиќ. Третото место на ова европско првенство го освои Унгарија, која во малото финале ја совлада Грција со 13-10. Ниските температури остануваат и во текот на ноќта. Веќе од понеделник попладне и во ноќните часови кон вторник ќе има услови за појава на слаб локален снег. Од вторник ќе има постапен пораст како на утринските, така и на дневните температури и ќе настапи период на позитивни дневни температури. Деталите во продолжение. Временската прогноза беше и последната информација за вечерва. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму останете да ја следите програмата на К1 телевизија. Од мене пријатно.